3600 хектари земјоделско земјиште ќе се наводнуваат од Злетовица и ќе се произведуваат 10 мегавати струја. Ова го предвидува втората и трета фаза од проектот Подобрување за искористување на водите од басенот на река Злетовица, за кој денес е потпишан грант од $2 милиони помеѓу Министерството за земјоделство и Светска банка, каде крајен корисник е јавното предпријатие Хидросистем Злетовица. Со обезбедување на стабилна и предвидлива достапност на вода за наводнување ќе се создадат услови за зголемување на земјоделските приноси, воведување на нови култури, проширување на обработливите површини и подобрување на економската сигурност на земјоделците и на населението од регионот. Особено ми е мило затоа што овој проект ќе има холистички, сеопфатен, повеќе наменски пристап, гледајќи го и управувањето со водата, за тоа да биде попристапно и поефикасно искористено во земјоделието, но исто така гледајќи го потенцијалот за генерирање на обновлива енергија. Што ова ќе значи за општина Пробиштип и регионот? Втората и третата фаза, општина Пробиштип ќе има голем бенефит, бидејќи со втората фаза, а тоа е наводнувањето на земјоделско земјиште, општина Пробиштип е опфатена со вкупно околу 3600 хектари обработлива земјоделска површина во два подсистема, горна и долна зона. Во горна зона има околу 2300 хектари и во долна зона околу 1300 хектари земјоделска површина. Третата фаза од проектот опфаќа изградба на хидроцентрали и производство на електрична енергија. Третата фаза, тоа е производството на електричната енергија од хидросистемот со вкупно инсталирана мощност од околу 10 мегавати. Планирано е да се направат 3 хидроцентрали по течението на Злетовска река и 2 хидроцентрали кои ќе ја користат водата од цевководите за водоснабдување. Со ова, општина Пробиштип ќе има индиректно голем бенефит, а директно ќе имаме и околу 120 милиони евра инвестиции пред се кои што ќе ги користат градежните компании не само од Пробиштип и од околните градови, туку од цела Македонија. Реализацијата на проектот ќе трае 18 месеци и ќе заврши на 31 декември 2027 година.